Споменав уште еден разговор во студиото 3 на Македонската телевизија, овој пат со соговорник во студиото. Имаме многу убава тема која што сакам да ја продискутираме и настан кој треба да го најавиме, имено предворието на храмот Свети Димитри во Скопје ќе биде локацијата каде во понеделник ќе се одржи промоцијата на книгата 21 грам збирка стихови од корнати од душата на Тони Манџуковски, кој ни гостин во Македонија на утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро и најдов. Вака и некако сакам да го започнеме разговорот. По професија IT систем инженер и магистар по електротехнички науки. Точно. Паралелно автор, сценарист, продуцент на дела кој ниту еден читател не го оставаат рамнодушен, па така верувам и последното, 7 дело поред, 21 грам збирка стихови од корнати од душата. Многу загонетен наслов, кој јас го дознав и прочитав неодамна, но би сакала еве да им го појасниме на гледачите. Првин добро утро на гледачите на Македонската радиотелевизија. 21 грам или 21G.R, 21 година. Всушност тоа се 21 песна. Грото нив се создадени во 21-та година на 21 век. Така до таму доја насловот. Поделени се на 3 блока песните. Секој блок има по 7 песни. Од тие 7 песни, една се повтора од моите претходни книги и една е проштевање. Првиот дел, двојката, е човекот и неговото второ јас, неговата душа, детето во него. Вториот дел е насловен со број 1, тоа е татковината и мајковината, значи тоа е еден мој пиетет кон нашата татковина и едно моје видување на актуелните состојби. Во татковината што се случуваат веќе подолго време. И третиот блок е посветен на дамите, насловен е со Г точка, во смисла големо, главно, Господ и точка. Тоа се дамите што треба да го имат тоа место во нашето општество. Наместо ние да кажуваме повеќе за книгата, би сакала да разговараме за тоа што вашите пријатели кажаа за неа, оние барем кои имаа можност да ја прочитаат изминативе денови, бидејќи мислам дека поубаво објаснување нема. Вели, ако една од основните задачи на човекот е преку уметноста да ја чува, негува, култивира својата душа, тогаш влогот во поезијата никогаш не е залуден. Ќе каже поетот Владимир Мартиновски, кој овој пат е во улога на рецензент и меѓу другото навистина човековата душа е една од најнедофатливите во една најопеваните нешта. Веднаш кај овој наслов, за да нема забуни, стои објаснувањето. Ова е збирка на стихови од корнати од душата. Значи, создавани се во оној термин кога јас имам време да пишувам, тоа е во утинските часови, кога сум настан на моите секојдневни работни обврски, домашни задоволства и тогаш творам, тогаш сум сам со својата душа. И така излегува овие песни и тоа е периодот кога човек може да дојде близко до својата душа. Книжевно дело што ти ја храни душата додека го читаш. Без разлика дали ја читам на македонски јазик или англиската верзија, вели дамата која што беше заслужена за превод. Да, тоа е Гордана Каракашевска, она направи препев, е правилот израз, бидејќи поезија која се преведува, тоа всушност е малтене друго авторско дело, во основа на мојата поезија, он направи соодветен препев на англиски јазик. И вели секогаш кога ја читам ме привлекува нешто ново, доживувам нова реакција, во неа има душа, вера, надеж, љубов. Фасцинантно е како луѓето кои ја прочитале книгата, како луѓето кои ги читаат вашите дела, имаат такви зборови за нив. Свесен сте дека го добивате најголемото признание од читателите? Тогаш е успехот постигнат од моја страна. Јас сакав со наједноставни зборови, на наједноставен начин да допрам до на најдлабокото во човекот. А сите го имаме тоа. Тоа е нашата душа. Оно што е интересно е поврзано со книгата, беше да се најде најсоодветната локација која што ќе биде и најдобра за промоција на истите. И направивте свој виден Facebook предизвик. Имаме фотографии и режија кои што би сакала да ги видиме и да ни доловат како вашите пријатели се вклучија во овој предизвик, да се најде идеалната локација и што се предходеше пред да дојдеме до предворието на Свети Димитри. Да. Ке ги имаме фотографиите, режија ве молам, да ги видиме фотографиите и да ги прокоментираме истите. Како почна се? Па,
Почна сосема случајно со мојот драг пријател Джинас Пападжокси, шетајќи кај Скопскиот аквадукт, инаку дел од мојата трета книга беше посветена на него, сакав да му го покажам објектот, неговата сегашна состојба, која што е таква како што е, а тоа не е убава. Он дојде на идеја дека еве бараме место за локација за промоција. И потоа на оваа идеја се надоврза и моите драги другари и пријатели со кои што дружиме во скопските боемски или животни текови и тргна приказка едноставно. И викаме чекај да видиме кај се може да има локации за презентација или промоција на една книга на поезија, а да биде изваден од оние клишеа и простори кои што се етаблирани од преходно. И веќе гледаат најневеројатните, најинтересните локации, на што можеби човек и не би се сетил кога станува збор. Јас оставав на нив, само им давав книгата, добро, ова се мојот дел веќе кога завршниот, меѓутоа оставав на нив и само како што има книгата, викам, вие одберете си кај ќе бидете. Еве се гледате тука, еве кантина кај што работи во кујната, например. Видовме аеродром. Да, колегата Климент работи на аеродром пистата, еве во парк. Меѓу кои локации вие најмногу се двумавте пред да дојде до конечно? Секоја локација беше интересна. Секоја Многу интересно, значи самата поезија допрала до нив и им отворила видик нивни, зависно кој како ја доживува. И за мене беше многу, еве на пример Александар Митевски покрај пијаното. Значи секој се наоѓаше во својата професија или во своето занимавање. Ова е колегата од Машкински факултет, иначе Томче, покрај ова е веќе во Лондон. Да. Ако добро гледам, да, Лондон. Да, Лондон. Во својата работна просторија, кај што работи. Значи, секој се наоѓаше на своје место. И тоа мене ми даде еден поттик да видам до кај може да иде или до кај допрел текстот од самата поезија кај читателите. Иако споменавме пред малку, оние кои ја прочитаа кажаа дека во неја има и вера, и надеж, и љубов, и душа, веројатно најидеалната локација ја одбравте. Да. Локацијата е предворието на храмот Свети Великомаченик Димитрий. Тоа е она градска црква лоцирана во центарот и секој што го слушна местото, прво што рече, тоа е мојата црква. Јас се изненадив. Значи, грото луѓе, или се таму венчани, крстени, биле кумови, некако се појави како едно убаво градско јадро и локацијата сама си дојде. Во соработка со свештенството им ја предложив идејата, он ја прифатија и со Господ напред, како они би рекле, во понеделник, 5 во 20 часот ќе биде промоцијата. Ќе позборуваме малку и за тоа како ќе биде организирана. Во меѓувреме сите ваши пријатели, барајќи локацијата, ја прочитаа и книгата. Стигнали првите реакции и какви се исти? Стигна реакциите, воглавном се позитивни и секој се пронаоѓа во некоја песна. Тоа ми беше многу интересно. Не би коментирал многу, би оставам на читателите да прочитаат, па потоа ќе ме разберат што сакам да кажам. Значи, секој се пронаоѓа зависно во која ситуација во моментот. Да не издвојувам сега примери, меѓутоа интересни беа посочените песни, точно изнаејќи ги моите пријатели во каква состојба се, во неа се пронаоѓаа. Некако актуелна во состојба и сите ова што ни се случува, ме поттикна само еден сегмент од Вера, љубов, надеж да го прочитам. Вели, вера, љубов, надеж, обиди се вистински од срце и душа да ги дадеш. Некако забораваме на Забораваме. И се станавме покрути. Се човек од човека, се отуѓивме по секаква основа. Се отуѓивме по верска, национална, партиска основа, го заборавме човекот во нас. Место да се сплотиме во овие времења кои што не се многу убави за нас и да бидеме посилни, ние повеќе се двоиме. Кој е мигот во кој сте најкреативни? Кој е мигот во кој излегоа стиховите? Секој утро 5 часот. Што значи дека се будете со нас некако? Меѓу другото. Како ќе биде организирана промоцијата за сите оние кои што ќе сакаат да промоцијата е од отворен карактер. Добра. Значи ги поканам сите што се заинтересирани и што имаат желба малце да се дружат со поезија, да повелат. Повторно ќе биде надвор од сите клишеа. Сега не бил во детали, само би ги најавил учесниците во промоцијата. Тоа ќе биде Жаклина Стевковска, Джинас Пападжокси, хорот, етно хорот Серенада и авторот. И што по неа треба
Да оставиме простор да слегнат впечатоците? Малце Или се уште има стихови кои чекаат да бидат напишани на хартија, нови стихови? После неа следува следното дело кое што чека да го заврши својот пат. Тоа е Тесла, Охрид, Скопје, конекцијата. А постои конекција. Јас како електроинженер сум голем фан на некој начин на Тесла и на неговото дело и го толкувам Тесла малку од духовната страна, не од она професионалната. Тоа ми е дел од дипломска, од магистерска, меѓутоа од духовната страна и сакам да направам конекција помеѓу неговото духовно и нашето духовно, а тоа е Охрид, Скопје. Каде може да се најде книгата? За оние кои што ќе дојдат на промоцијата, ќе се ја купат на промоцијата? На промоцијата и врз основа на моето досегашно искуство, ова е 7-ма книга, книгата ќе се продава во книжарата на Електромашински факултет или ФЕИТ и МФС и онлайн. И од вашето искуство, бидејќи кажавте дека е 7-ма, кажавме всушност и во најавата на разговорот дело, се читали имаме ли време за уметност, имаме ли време за себе? Книгата е време за себе. Го имаме ли доволно? Какво е искуството? Тоа е потикот, појдам од себе. Многу сакам да читам. Меѓутоа, на жалост, темпото на животот е многу динамично, врските. И сакам кратки книги. Кратки по квантитет, не по квалитет. И тоа е мојот стил. Сите мои преходни книги, така и оваа, настојувам што е можно пократко да биде срочено, а да биде многу кажано. Воопшто не е лесно тоа, меѓутоа, кога те носат музите, се е лесно. И низ овие страници, кој е вашиот омилен стих откорнат од душата? Каде ќе се најде? Тешко прашање. Тешко? Тешко прашање. Тоа е како да ги прашаш од трите деца, кој дете најмногу го сакат? Од 5 прста на раката и на ногата 10, тешко. Ајде да ги оставиме тогаш читателите да си го одберат својот омилен стих. Може така. Тони, ние се гледаме во Свети Димитри во понеделник. Ќе ги поканиме гледачите кои што сакаат уметност, оние кои што сакаат минути за себе. Само да го кажам датумот, зашто е тој датум. Може Затоа што корицата содржи 4 елементи. Добра. Тоа се земја, воздух, вода и оган. Исто и се има символика, знаев, да. Земја, воздух, вода, оган. Петиот елемент е љубовта и тоа е пети датумот. Да не заборавиме на љубовта и да не заборавиме на времето за себе кое што си го должиме, а можеме да го обезбедиме само преку четиво и неколку часовен мир. Јас искрено се надевам дека својот мир и доза уметност ќе го најдат и љубов во најновото дело. Јас оставам да слегнат впечатоците и за известно време се гледаме повторно во студиото 3 на Македонската телевизија. Се надевам дека набрзо ќе добие печатана форма и новото. Кое го планирате? Секако ви благодарам. Какво е чувството пред промоцијата? Прекрасно. Затоа што ова е дело од душа и се прави на свето место, така да... Ние се гледаме на вашата локација во понеделник. Благодарам. Благодарам за гостувањето.